Прво, вака да ви се заблагодарам на посетата, нормално преку вас да информираме и почироката јавност, посебно кавадарачка јавност, љубителите на фудбалот во Кавадарци, дека ние максимално сериозно пристапуваме на овој натпревар. Меѓутоа, вие знаете, во овие претходни неколку дена се десија неколку работи кои што на еден начин ја разнишаа довербата во целата оваа организација. И јас, како човек, нема да се навраќам на тоа, има денови на кои што ние ќе дискутираме за сета оваа работа. Секој пат во животот давам приоритет на нешто што е следно, што е многу важно за Тиквеш, за Кавадарци. Тоа е баражот натпревар со Воска. Еден противник сигурно треба да се респектира, затоа што дошол до место да игра бараж. Меѓутоа, противник кој што не треба многу да не оптеретува, затоа што ние во првенството имавме многу вакви надпревари и со многу појаки противници, кај што мораше да направиме резултат, а тоа резултат беше да победиме, посебно оние надпревари кои што решаваат да дојдеме до тој бараж, надпреварите со Борец на високо ниво, со Струга, со Скопје во Скопје, докажавме еден квалитет на моите играчи, една стабилност, да дојдеме до резултати и затоа ова ми дава една голем оптимизам дека ние можеме, ако на истиот начин придеме према надпреварот и дадеме се од себе, дека нормално е да се надеваме на победа и опстанок во првата лига. Имавме мал проблем во финишот на првенството со повредени фудбалери. Каков е здравствениот билте? Да, имавме повредени фудбалери, тоа се ситни повреди кои се санираат. Намерно, вие знаете, последниот надпревар со Македонија, Ѓорче Петров, тие не беа во план за игра. И имавме уште 2-3 играча кои што имаа по 4 картони, кои што така не ги искористив, со намера да бидеме максимално комплетирани за овој надпревар, бидејќи ако цела ова од моето доаѓање навремно, ако сме покажале едно ниво на игри и на резултати, сето ова треба денес, мислам во недела во Струмица да го потврдиме со резултат, со победа, за да можеме да останеме во прва лига. И затоа целата моја насока беше свртена да ги освежиме тие играчи, да ги опоравиме и нормално да имаме комплетен состав за тој последен надпревар. Барга и Спахил на последниот надпревар не беа воопшто во комбинација, меѓутоа од друга страна па добро е што Костов се врати на терен. Да, знаете, како човек, најтешко е на родител да зборува за својот син. Јас знам што прошол низ овие 9,5 месеца. Ме радува што се врати во тимот. Сигурно тој не е на ниво на овие други играчи, му треба нормално време да дојде. Мислам дека со едни озбилни припреми тој ќе биде во комбинација понатаму, онака како што сакам и секој тренер и нормално секој спортски работник. Меѓутоа, овие двајца претходно што ги кажавте, тие се во комбинација. Едис и Барга имаа по 4 картони. Барга воопшто не беше во составот, Едис беше на клупа, меѓутоа не влезе, затоа што ние не сакав никако да ризикувам нити со евентуално повреди, нити со картони, за да бидеме комплетни за овој надпревар. Мене ме радува тоа, имаме уште 2-3 дена мали санации кои што треба да ги направиме здравствено, да ги вратиме максимално до оној тест што ќе го направиме во петок на тренинг. Мислам дека 99% до сега, а мислам и 100% сите ќе бидат спремни за тој надпревар. Морам да прашам, според вас, нормално дека го познавате добро противникот, кој е најсилното оружје на Воска? На што треба најмногу да обрнеме внимание? Гледај, ние имаме некоја своја анализа. Анализа на противникот, ние како стручен штаб си правиме квалитетен на одредени играчи. На некои од тие играчи јас сум бил тренер, ги знам. Гафури беше кај мене во Ренова долго време, 2-3 години, ги знам неговите индивидуални квалитети, Емини го знам, има Фета, добар играч во шпиц. Јас нема да се навраќам на анализа ваква јавна. Затоа што она што јас ќе го кажам, тоа е оди во јавност и тоа може да се искористи дека ние имаме одредени познавања за нив. Она што имам ќе го соопштам на моите играчи, она што се нивни добри и лоши страни, ќе се спремаме максимално за тоа, како за секој надпревар, и верувајте ќе имаме максимален приод да ја оправдаме оваа добра сезона
со резултати и со игри и покрај, морам да кажам, вие сами знаете дека и Фудбалска федерација призна дека на одредени надпревари Тиквеш беше оштетен драстично. Тоа посебно не мотивираше да покажеме овој квалитет, дека можеме да се избориме за баражот, а баражот, јас кога дојдов како тренер, ја лично на вас ви дадов изјава дека е за мене реална опција бараж. Сето друго што се бараше за мене беше необјективно и нереално. И јас секој пат кога човек сакав да дадам изјава за нешто што може да го исполнам. Ние го исполнивме 4 кола пред крај тоа и зачувавме екипата, ја припремаме екипата за овој надпрев и мислам дека ќе дојдеме до тој опстанок и се надевам до година во уште поголем ритам со освежување на тимот на одредени позиции со играчи да се бориме за нешто повеќе во првенството. Може ли Владко Костов како човек, како шеф на стручниот штаб да им порача на лозари во недела навечер да спремаат фешта? Јас вчера на тренингот не почестија со нивното присуство дел од навивачите и водачите на лозари. Прво, јас сакам да им се заблагодарам на сето оно што го прават за време на секој надпревар кога играме, дали дома или надвор. На многу надпревари надвор не им беше дозволено нивно патување, али дома ние секој пат имавме максимална поддршка од нив и јас во името на стручниот штаб и на играчите им благодарам за сето оно што го прават за нас, бидејќи тие се во права смисла на зборот 12 играчи. Јас како човек и играчите мои знаат, секој пат на состанок барам да даваат максимум, никој пат не сум човек што ќе каже 100% ќе победиме, али 100% сакам играчите да дадат максимум, затоа што во фудбалот можеш да дадеш максимум, некој пат и индивидуално патек може да одлучи. Али јас сакам во сега да им обикем на лозари дека јас, почнувајќи од мене, па заедно со сите мои во стручниот штаб и играчите, ќе дадеме максимум и ќе оправдаме нивната поддршка која што ни ја даваат сезона и се надевам 99% дека ние ќе видиме тие што со нив ќе славиме во недела. Александар Брзи, Вареловски, што да очекуваме? Па се надеваме нели опстанок толку битен, толку важен за сите нас. Лани влегоме преку бараж, прва година управа лига, се надеваме дека ќе продолжиме. Малку тешко тргнаме нели како прва година, али со Господ напред нашата надеж е опстанокот. И мислам дека се види разликата од кога дојде тренерот Владко Костов. Кога дојде тој имавме 2 бода. Со него собравме уште 33-4 бода. Значи, мислам дека максимално ги поставуваме неговите услови на теренот, значи таму не е секак што треба, а и се гледа разликата кога дојде тој на нашата физичка припрема. Значи, ниту една екипа не надигра. Имавме нели лоши резултати што од наши грешки, што нели од судиски грешки, али не се навраќаме на тоа. Знаеме дека ние можеме и подсвесно мораме да го добиеме овој надпрев. Каква е атмосферата во тимот? Супер, екстра. Повредени, санирани се повредите, ми се чини. Па мислам дека се сите нели окей, тие што не се више се при крај да ни се стават на максимумот на шефот, така да мислам дека ќе извадиме една добра екипа спремна, а за желба сите имаме желба, нели, кој да влезе ќе го даде максимумот. Ни Прилеп, ни Скопје, Струмица. Ни одговара ли теренот Струмица? Терен како терен, ние максимумот како дадеме секаде и исти, нели. Сега малку настана тој хаос што викаме со терените Струмица, Прилеп, Скопје, па Струмица, али крај на крај не е битно кај си играе, ако го дајме максимумот и ако го направиме за тоа што сме додени. Битно е вие да го дајете максимумот, лозари ќе бидат таму без разлика каде и да стеја. Не сумњаме, не само лозари, мислам дека ќе дојдат и многу луѓе од Кавадарци, нели? Али за лозари не сумњаме, каде што мислам дека ќе се соберат во голема бројка. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на 3x
www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Oil.